Во продолжение на програмата на телевизија КИС ве освежуваме со песна на базен. И тоа песна не испеана од било кого, туку од златните грла на женското трио Шербет. А кога спомнуваме базен, мислиме на базенот Тропико во Брвеница. Таму се идеалните услови херојски да се издржат високите температури, да се разладите во бактериолошки исправна вода испитана од Центарот за јавно здравје. Не можеме, а да не ги споменеме превкусните коктели, алкохолни и безалкохолни, кои доаѓаат како мелем на душата кога излегувате од вода. Во Тропико постојано работи и кујната каде се прават највкусните сендвичи, топли и ладни даски, пици. Зашто пливањето добро е познато троши многу енергија и не прави гладни. Ние најадени заминавме на базен, само бевме жедни за убава песна и одлично друштво. Во продолжение разговор со Шербет. Лето со друга димензија, лето со базен Тропико Брвеница, капење, нуркање, уживање, онамо каде што започнуваат најубавите летни доживувања. Базен Тропико во Брвеница со мени од сопствената кујна, превкусни салати, мезиња, пици, десерти. Сето ова во комбинација со различна музичка понуда секој ден за разбивање на монотониот концепт на летото, за нови дружења, за нови летни авантури. Разнобоен коктел во рака, капење и сонџање, колку душа ви сака. Базен Тропико Брвеница. По завршувањето на ова лето, прераскажувајте го уште долго. Во продавниците кои се наоѓаат во близина на Кино Братство, спротиградскиот пазар и во близина на Тетовчанка, Дараком ви ги нуди буквално сите видови бои, лакови и се останато за современо молирисување и бојадисување од најреномирани производители. Дараком располага со компјутерски машини за нијансирање на сите видови бои по желба на потрошувачот и нијансирање на автобои. 20-годишното работење гарантира квалитетна услуга, експедитивност и стручни совети. Продажба на големо во спортската сала. Дараком, бој со препорака од прва рака и екстра брза испорака. Лето на базен, лето на базенот Тропико во Брвеница, а како би можеле да поминеме најубаво ако не во женско друштво? Веќе во кадар ги гледате девојките од Шербет, а за Шербет сите имате слушнато. Ана Марија, Теја и Марија. Здраво на трите. Како сте? Ние сме одлични, вие како сте? И ние сме одлични. Теја? Одлично, супер, подобро никош. Одлично, Марија. Како сите, така и ја. Забележав предходно, пред да се вклучат камерите, дека сакате базен, сакате вода и веќе сте подготвени, имате костими за капење на вас. А тоа значи дека идеалниот одмор, Марија, Ана Марија? Идеалниот одмор, па според мене лично, а верувам дека не се согласуваат Марија и Теја, на наше море у Охрид, мислам дека е идеален одмор, но идеална забава на базен, мислам дека нема подобро. Имам чувство дека на сите им студи во Охрид кога одат на одмор, а тебе ти е најубава? Ние сме шарпланинци, не сме да ни студи. Добра, ајде тогаш во недела на Кара Николичко езеро. Може, договорено, готово. Супер. Мене многу ме интересира, дел од гледачите имаат слушната вашата приказна, дел не, за оние кои што не ја имаат слушнато, да ги информираме како дојде до идејата да се составите вие три и да направите женско трио, а подоцна нешто околу името зашто Шербет. Па прво како се составивме, ние сите три сме членки на градскиот женски младински хор Менада, тоа веќе сите го знаат. И се прво они две, нормално,
Да, од гостивар, ја не бев тогаш на настапот, они две беа. И снимиле видео така по пат случајно и го ставиле на интернет, прво на Facebook, на YouTube, не знам дали е стајано. И почнале да прават муабет за такво нешто, за снимање, за ставање песни, македонски песни. И после мене ми се јавија, ме исконтактираја дали сакаш, нормално јас прифатив. И ете, сега сме Шербет. А зошто Шербет името? Сакавме да биде нешто старо, архаично, да асоцира на нешто сладко и Шербет. Кој смо кај имево, више да се каже дека самото име Шербет на сите јазици, на македонски, на албански, на турски има исто значење и нормално го символизира местото од кај што ми уствари доаѓаме. И затоа е исто така Шербет. Многу аспекти сте разгледале на вистина. Марија, мислите ли дека ве прифатија по това име? Еве, например, јас во телефонот ви имам запишано вашите имиња и Шербет. Вашето второ име, јас имам чувство дека еве луѓето го доживуваат Шербет. Па да, така е. Значи, која на Марија Шербет, која теја Шербет. И нема некој да не ни рекол многу ви убаво име од кај ви текна Шербет. Баш сте Шербет. И баш сте Шербет, да. Еве, како започна Шербет и дали во текот на деновите кои што минуваа месеците, нешто се смени од првичната замисла? Па уште кој почнавме на почеток, ние рековме дека ќе снимамо преработка на исклучиво на македонски. Да, 6 месеца, тоа свег да ги кажуваме тие 6 месеца. И 6 месеца треба да снимамо македонски песни. И од кој пројдува тие неколку месеца, ние почнавме да на свирка полека да внесуваме и XU песни. После почнавме и народни и така се развива. Репертуарот се шири, сам по себе бара да биде проширен и полека ги внесуваме и тие песни. Тие Шербет колку време постои? Па постои од ноември, 18 се извинувам, ноември 2016. Да. Што е тоа што Шербет постојано треба да го воведува, настапи или еве имате официјални Facebook страни и слично, за да не им здосадите, здодеете на луѓето? Зашто јавноста многу брзо се заситува од едноличност. Па, уште од почетокот ние сме, како да се каже, Facebook звезди, интернет звезди, практично таму се прославивме. Интересно беше на почетокот затоа што тие песни не беа толку прегорени како што се одредени други и публиката тоа го сакаше, многу им се допаѓаше и на помладите и особено на постарите. А меѓутоа нормално со тек на време како и со се друго, публиката се заситува, мора да настанат одредени измени. Почнавме да бараме некои понови, помодерни песни, меѓутоа сепак да имаат некој ретро шмек во себе. И не знам колку е поинтересен текстот, колку или па некоја интересна група или па некоја наша интересна изведба или локација на песната, мора да се прават такви работи за да се задржи нели публиката. И веќе во одреден момент сваќаш дека не можеш да работаш само преработки и дека е време нешто свое да направиш, нешто авторско со кое што ќе оставиш печат. И ние неодамна дојдовме до тој момент и ете. Ајде за тој момент, Ана Марија, значи верувам дека ова ви е едно големо достигнување лично за вас, затоа што така всушност професионално се работи и препејувањето има своја уметност во себе секако и одговорност голема, товар. Меѓутоа, еве, кога нешто имате како ваш производ, сигурно сатисфакцијата е уште поголема. Најголема, не поголема. Ние уште кој се решивме дека ќе почнеме да правиме нешто наше и да снимаме албум, да идеме еден чекор напред. Сакавме да направиме нешто што у суштина ќе остане за градов Тетово, за тетовчани. И решивме тоа да биде преработка на тетовски староградски песни, затоа што тие се преработени последно пред околу 40 на години од групата Серенада. И за нас беше поголем поттик да направиме нешто ново, со што ќе ги доближиме тие песни до помладата публика, а
и ќе остане ќе оставимо ми еден наш белег на свето. И така настана Шеќерино мало и моме. А ќе сакате ли да испеете Шеќерино мало и моме? Тука во прекрасниот амбиент на базенот Тропико го одбравме овој период од денот за снимање, за да буквално можеме да ви се посветиме на вас и во една убава, интимна, мирна атмосфера да ве слушнеме, затоа што мислам дека баш треба да настапувате на некои помирни и тивки места за да можете да дојдете до израз. Шеќерино мало и моме во продолжение. Šećerino malo i mome, šećerojna mi mirišiš, šećerojna mi mirišiš, šećer nosiš u pazuha, šećer nosiš u pazuha, a u ruka čitka cveće, a u ruka čitka cveće, da se čiti jaži zora, da se čiti jaži zora, da prema mi sve večari, a najviše mladi ljota, mačurčeka, šećerino malo i mome, moja večerja da dojde, sakaš dojdi, sakaš ne idi, srerdata mi pominala, sakaš dojdi, sakaš ne idi, lice to mi Во продавниците кои се наоѓаат во близина на Кино Братство, спротиградскиот пазар и во близина на Тетовчанка, Дараком ви ги нуди буквално сите видови бои, лакови и се останато за современо молирисување и бојадисување од најреномирани производители. Дараком располага со компјутерски машини за нијансирање на сите видови бои по желба на потрошувачот и нијансирање на автобои. 20-годишното работење гарантира квалитетна услуга, експедитивност и стручни совети. Продажба на големо во спортската сала. Дараком, бој со препорака од прва рака и екстра брза испорака. Лето со друга димензија, лето со базен Тропико Брвеница, капење, нуркање, уживање, онамо каде што започнуваат најубавите летни доживувања. Базен Тропико во Брвеница со мени од сопствената кујна, превкусни салати, мезиња, пици, десерти. Сето ова во комбинација со различна музичка понуда секој ден за разбивање на монотониот концепт на летото, за нови дружења, за нови летни авантури.
Разнобоен коктел во рака, капење и сонџање, колку душа ви сака. Базен Тропико, Брвеница. По завршувањето на ова лето, прераскажувајте го уште долго. Ама признајте дека прв пат свирите и пеете на базен. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. Признавам. Ана Марија, без што не можеш да го замислиш денот? Без музика. Без музика денот е незамислив. Без се друго се може. Да? Не. Добро. Ти без базен, например, во лето? Не, мене базен не ми е некоја фама, ја поиќе море љубим, така да... Изгледа Марија. Изгледа. Сигурно. Да, па ја имам и на терасиче мало базенче. Добро, убаво е што еве во Тетовско се отворија базени, каде што можеме да се разгledуваме во било кој дел од денот. Ви го препорачуваме базенот Тропико тука во Брвеница, затоа што верувајте дека амбиентот е прекрасен, дел од тоа ќе успееме да го доловиме, дел не, ама ова не треба да дојдете да се уверите лично. Видете само водата стакло, значи ако гледате оддалеку ќе си помислите дека нема вода толку што е чиста, а и од сигурни извори ви потврдуваме дека е бактериолошки исправна, испитана од Центарот за јавно здравје. Она што е особено важно секогаш кога треба да ги знаете кои се они услови кои што секако ги исполнува базенот кој што го посетувате. Шербет на базен ги донесовме тука. Зошто не сте биле солило? Јас се сеќавам точно на првиот прилог кој што го правевме за вас. Беше едно тивко утро и прилогот баш така го почнав, дека шербет за тетовци веќе не, дека е нешто повеќе. Да, супер, фала. Дека е нешто повеќе од шеќер и вода и навистина е така, навистина е така. Ајде нешто повеќе да позборуваме за тоа кои се вашите најинтересни настапи кои што досега сте ги имале, а ги имало машала. Машала да поплюкамо, ама ги имало, па што знам, не знам нешто што би можела да издвојам. Сме свирале на приватни забави, на матури, на и разни други свечености. Тангарака. И па не знам кој би го одвоила баш она Можда би го одвоила настапот за 8 март за британска и холандска амбасада. Славеа, као женеви имаја рекоа дека нема да слава со стандардно со цвеќиња и со тоа се. Туку ќе направи еден конструктивен муабет за тоа каде е жената сега. И тоа ми беше еден од омилените настапи, можам да кажам. Мене лично, не знам за нив, прашајте ги, може да. Транзакцијската. Знаев зошто ти. Добро. Ти си единствената од ова женско трио кој што има музичко образование, да не се разбереме погрешно, тоа не е дека нешто зборува за подобар или полош квалитет. Не само што има музичко средно завршено, туку и го продолжуваш твоето образование во тој правец? Па да, годинава завршив средно и планирам сега на факултет да се запишем. Да се мислам уште меѓу диригирање, дали хорско, дали оркестарско, ама тоа ќе одлучим. Имам уште малку време. И така, сега ќе почнем да се спремам за уписи крај август. Мисля, ќе видиме. Тоа подразбира под спремање за уписи во музичка академија? Па за секој смер што сака, пример што ќе го одбере некој, има посебни предмети што треба да се полагаа за приеме. И за врска со предметите ќе се спремам, ќе учим, ќе вежбам. Како се реши еве да биде и во иднина тоа твое образование, веројатно и твоја определба за тоа што ќе го работиш понатамо, со оглед на тоа дека се си мислам дека кај народот постои некоја скепса, што ќе работиш со завршено музичко, ќе пееш, цел живот ќе пееш, ќе свириш, цел живот каде ќе свириш? Да, они тоа скоро сите така го вика, ама не знам, јас бев решена уште и пред да се запишам у средно, мислам, кој се запишав првата година, дека сигурно ќе продолжим факултет, нема да се предомислиме да идем нешто друго.
Ама ти си, меѓу другото, една силна уметничка душа со позадина, со оглед на тоа еве морам да го споменам господинот Јован Дамјановски, наш пријател и поздрав. И Марија ќе го кажеме потеклото, па потоа и твоето. Марија, зошто еве ти не го одбра музичкото образование како твоја идна определба, туку одбра бројки, например? Па, добро, не беа бројки, нешто блиско беше, ама јас се сеќавам уште сега, кога бев мала, требаше дојде ред, нели, да се запишат врсниците мои на музичко и сега ајде и јас, и сега јас запнав клавир, мајка ми запна виолина и на крај ништо од тоа, не се договоривме. Ама ето уште трето деление, значи пеам во Менада и тоа е едно огромно музичко искуство и културно и музичко и се сеќавам на нашето претходно гледање, споменав дека можеби се можам да научам во животот да работам и да правам, освен да пеам. Мислам дека тоа никогаш нема да го научам. Ми кажа интересна реченица дека секој кој има слух и знае што е убаво може да научи да пее. Како се учи пеењето? Како да научам да пеам? Па, во поглед на учењето, сега има нормално вокални техники кои се совладуваат. Тоа и нас ни предстои во идниот период, значи мора да повежбаме, да се усовршиме во поглед на вокалната техника. Значи секој што има слух и што има желба, може да си одвои дел од своето време, нормално со професионалец до него, да си го усоврши техниката, контролата над гласот и понатаму да се движи во правецот кој што ќе го одбере. Ана Марија пак е психолог во најава. Си имате мака веројатно за психолог во друштво. Не, напротив, ни би ми олеснување што има психолог. Да. Па, што знам, и психологијата има големо влијание во музиката, како и на едно дисциплинарно ниво, така и мисловно и когнитивно и сите. Шамари. Да, шамари. Така да, се си има свој удел. Се си има свој шарм. Тетово, за жал, е на дното на под секое културно ниво, а вие се обидувате да го расшарате животот, културниот живот во градот, и тоа е секако за голема почит. Што е тоа од многу работи кои што му фалат на градот, а би го издигнале на малку повисоко културно ниво, освен постоењето на Шербет и сличните како вас? Па, мислам дека на градов му фали човек со слух, што ќе има слух за овие сите културни манифестации и луѓе што се уметници, музичари, дали е тоа драмс, театарски представи и такви ствари. Мислим дека на градот му фали тоа. Некој што ќе му даде на значај на тоа све. Затоа што тето го има тоа. Само што треба малку да се подгурне на некој начин. И да се издигне на површина, да исплива. Теа што сте настапите, како човек може да дојде до вас, да ве исконтактира и каде се можете да настапите? За контактирање обично на страната ни пишува и после ако број им давамо да ни се јава ако сака нешто. Се има со некои што само на Facebook се договараме. А иначе имаме свирено у поиќе градови, у Македонија, у Македонска Каменица имаме свирено, у Крушево, у Куманово, у Скопје, Гостивар, да. Предстои Кочани, Куманово пак. Сега. Особено ми се допаѓа фактот што секаде ги пратите тетовците кои што еве имаат нешто да презентираат надвор од градот, а сакаат да им пеете вие. Неодамна беше промоцијата на полковникот Зоран Јовановски, одлична реакција имавте од публиката. Јован Дамјановски исто така во Велес. Значи ли тоа дека сте отворени секогаш за соработка во било која дејност, ако еве некој сака да му ја разубавите целата таа прослава? Се разбира, ние сме тука да ја шербетлојсаме атмосферата. Да, а поготово за
за тетовци, што се ете, како што го спомнавте, полковникот Зоран кој што работи во Скопје и живее. И на нив им е мерак да има некој тетовчани присутни на тоа све, ама и на нас не е огромно задоволството да помогнеме у све тоа да биде на едно повисоко ниво, ајде да речем. Локал патриотизам. Така. Песна викаат од режија. Решетки, плувачки, соба мала, 2 со 3. Сонцето не изгрева, голтам прашина. Еве една година никако не минува, само црна темница не ме видува. Беше тоа преклани, добро го наместија, опинок си најдоа, му го сместија. Кај ти беше паметот, не ти чини е сакот, зашто ме размислуваш, стално се залетуваш, сила Бога нема. Парарарара, папарарам, кога ке те здоволи, парарарара, папарар, сркам што сум посолил, а друг ми на други, парарарара, папарарам, кондури заедните, парарарара, папарарам, опинци за другите, парарарара, папарар, на опинци е клизаво, право дојди заво. Тие се збогатија, маглата ја патија, марки, франки собра и не обра. Сулјо стадо говеда, џосовци тргува, а јас конјси пазари, ти се превари. Кога дојде наплата, само што не заплака, Јурија во Сурија, гора Сурија. Кај ти беше паметот, не ти чини е сапот, зошто не размислуваш, стално се залетуваш, сила Бога не моли, парарарара, папарара, кога ке те здоволи, парарарара, папарара, сркам што сум посолил, а друг ми надробил, парарарара, папарара, кондури заедните, парарарара, папарара, опинци за другите, парарарара, папарара, на опинци е клизаво, право дојдри зово. Пред малку споменавме дека Шербет многу посериозно ја имаат сватено работата, отколку она што започна дека посокаци ќе се снимаме и ќе пееме и тоа ќе го објавуваме на Facebook или на YouTube. Подготвуваат албум, а веќе имаат нивната прва студиска снимка. Марија, во што се разликуваше да влезете во студио и да снимите една песна внатре, отколку е вака секојдневно да се пеете, ние тоа да го гледаме како да е многу лесно да се направи? Па многу полесно е во студио отколку што се видеата наши, биејќи сите видеа наши до сега, звукот на ниту едно од нив не е едитиран, значи мора тоа да се сними се одеднаш да биде како што треба. И музиката и пеењето, додека во студио нормално има простор да се повтори, да се проба на еден начин, да се проба на друг начин и потоа нели се тоа се обработува, се монтира. Од тој аспект е многу полесно, меѓутоа е потешко затоа што има повеќе инструменти, секогаш се повеќе гласови и станува збор за сериозна работа веќе каде што мора сериозно да се пристапи. А кога решивте дека време е за студиско снимање? Доста е ова што го работевме сега, од сега треба малку посериозно да си ја сватиме работата. Па желбата беше секогаш присутна, меѓутоа да речам последна година веќе откако помина и кога видовме дека нормално дека и народот се заситува, значи планот секако беше тука присутен, меѓутоа рековме доста е, сега пресечуваме енергијата, време да ја пренасочиме во снимање на нешто што е барем делумно авторско. И нормално сега за такво снимање потребни се финансиски средства, така да и тоа ни беше една кочница на почетокот, меѓутоа како што правевме свирки, ставивме некој денар на страна и решивме да сега е моментот, го исконтактиравме Гоце, значи Гоце Симоновски е оној кој што ни ги прави аранжманите, кој што не снима, кој што монтира и почнавме да ги правиме преработките.
Сега, веројатно, во таа ваша тегла за пари, каде што пишува албум, не се доволно парите од вашите снимки, а вие сте една голема тетовска гордост. Сметате ли дека постои некој кој што може во овој поглед да ви даде една финансиска инекција за да ви заврши голема работа? Да, значи мора да се нагласи дека навистина парите кои што ги заработуваме до одреден степен од свирките не ни стигаат за да снимиме албум, да го промовираме и се што следи со тоа. И ние веќе упативме неколку барања до Министерството за култура и нели до општина на градот Тетово, меѓутоа за тоа се одлучуваат комисии и уште немаме повратен одговор, меѓутоа секоја една поголема тетовска фирма мислам дека која што има желба да помогне да биде еден начин општествено одговорна, значи во поглед на културата, издигнувањето на културата и зачувувањето на вистинските вредности, може да одвои, нели, и ова е еден повик до нив. Тоа сакав следно да биде, значи еве ја камерата, еве ти неколку минути од програмата на телевизија КИС, бесплатно. Ќе напишеме таму долу во Кајрон, се шегувам, за да се обратиш на сите оние кои што сметаш дека еве треба да имаат слух за нешто вакво, затоа што секоја нивна помош во рамки во наводници, нели, во рамки на нивните можности би била помош за вас, за вашиот албум и за градот. Нема да ги носите тие песни дома во фрижидер. Да, точно. Еве, ја користам оваа прилика да кажам до сите, не знам, поголеми фирми, до секој еден кој што чувствува дека има доволно и може да помогне, дека буквално секој денар може да ни помогне да отидеме еден чекор напред и да го оствариме она што сме го замислиле. Веќе имавте прилика да ја видите нашата прва преработка и грото реакциите беа, значи, навистина позитивни и не го правиме ова само за нас, меѓутоа го правиме за сите идни генерации на Тетово, за да имат со што да се гордеат, да имат да кажат дека Тетово е град со традиција и Тетово е град во кој што културата се одржува и се работи во полето на културата. Значи, секој еден денар или секој еден начин на кој што некој мисли дека може да ни помогне, не мора да е тоа финансиски, може да е, не знам, средства за, да речам, промоцијата која што беа правиле на албумот, може да е во смисла, не знам, некој тон мајстор да се понуди, некој што има осветлување да се понуди. Компензација. Да. А ние ќе бидеме тука да се одолжиме дали преку свирка, дали преку одреден поинаков начин. Да. Значи, да има соработка, да не биде тоа еднонасочно секако. Најди време, лиду до вечер. Намини до мене. Најди начин, лиду до утро. Заспи си крај мене. Постела мека бела и на неја иду до тија.
Ана Марија, шербет веројатно не може секој да ги сака и не може сите да не сакаат. Има луѓе кои што ќе кажат нешто убаво, меѓутоа има и такви кои што ќе кажат шербет, бляк, што знам. Имало ли лоши коментари кои што стигнале конкретно до вас и како вие реагирате на истите? Па како што на шеќер секој реагира, некој реагира позитивно, некој негативно, нели има и шеќераши, така и на шербет. Не сите реагираат позитивно, нормално секогаш има по некој негативен коментар, па така и за нас. Но сепак тие коментари понекогаш кога многу ќе се издигнеме психолошки не спуштаат мало на земја и ни даваат еден поттик да размислиме, па и во таа област каде што нормално не сме совршени и ние грешиме и се тоа, да размислиме малку, па во наредното видео да го поправиме. И така. А тогаш како вие реагирате на позитивните коментари, како тие допираат до вас? Па допираат. Па што знам, како и секој позитивен коментар, не поттикнуваат да работаме повеќе, да вложиме повеќе и време и енергија во тоа што го работиме, во видеата кои што ги снимаме и така. Добро, одлично. Сега, драги мои, следува музичка numera, да ја кажам вака, во базен. Тоа значи дека Трио Шербет веќе имаат облечено костими за капење и за прв пат ќе пеат во базен. Така е. Никаде на друго место, туку на базенот Тропико во Брвеница. Секако дека можете да дојдете да се уверите во она што постојано ви го зборувавме во овој разговор, дека тука е навистина убаво. Повторувам, водата е бактериолошки исправна, има една пријатна клима, дувка од страна и оние горештини кои што во одреден дел од денот сите сме сведоци, тука некако полесно се поднесуваат. Базен Тропико во Брвеница, а на базенот Тропико во Брвеница шербет. Го одбравме попладнето како идеален период за снимање кога во Тропико нема толкава гужва за да можеме убаво да си помуабетиме со девојките од Шербет. А тие го искористија тој пријатен спокој на базен, облекоа костим за капење и се нурнаа во вода. Па си рековме, ајде да ги тестираме како звучат во вода. А ти нemaš pojma kako voli, a ti na usnih neizini dozvori. Da li si moja, ili tamo nečija, da li si moja, moja ili se
О, колку е убаво да се помине едно попладне на базен Тропико. Ние ви го препорачуваме, вие почувствувајте го на своја кожа. Сонцето нека пече, вие правете се дека не го забележувате. Новиот костим за капење во најновата летна торба и на базен Тропико Брвеница. Sakash dojdi, sakash dojdi.